ќе направиме да ви ги даеме на добрите програми, затоа што денес наводно сите имаат најдобри програми, тоа не може да се стори. Значи мора овие да се сменат од власт, политичкиот криминал да се уништи и сите врсти на криминали. Друга работа што како демократи ние почнуваме однома под итно градење на фирми и фабрики, производствени погони, дали се тоа државни на државата, дали ќе одиме во приватни јавни партнерства, без производствени погони не можеме да направиме. Пример ќе кажем еден пример со земјоделието. Ние планираме преку 30 фабрики во Македонија да се изградат за финални производи. Значи не сме ништо да се фрли. Имаме пример за Прилеп зборуваме тутун, значи ние мора да имаме фабрика да се откупува тутунот, да се произведува цигари, а не на некој да му се продава во странски држави и со тоа нашите тутунари да земаат 100, 200, 300 денари. Значи цената да се дигни. Исто за другите производи, не смееме ни праска, ни литар млеко да се фрли. Значи да го заокружиме тој процес, да ги запослиме луѓето. Се разбира, сакаме и да се намали јавната администрација, поготово политичката администрација. И по полека, не луѓето да земеме да ги збркаме на улица, не тоа. Значи имаме систем како ќе се намали јавната администрација со тоа што ќе се зголемат вработените во фирми, фабрики. Без производство ние не можеме да одиме нигде. Компири ако продаваме коштат 5-10 денари, а ако продаваме финални производи, дали ќе биде готова храна од компирите или скроп или не знам, све што се произведува од компирите, а со тоа фабриките дали ќе има 50, 100, 200, 300, 400 вработени, така само може. Значи на друг начин не може. Ова све лага превара, дека ние како капитализам, државата не сме да гради, па ајде сега ќе чекаме од странство 100 години некој да дојде да инвестира. Ако не сакаат, не е проблем. Ние тоа ќе го правиме. Друга работа што е многу важна, значи важна за собранието. Ние даваме предлог во собрание да има 27 пратеници. Прво да се намалат драстично пратениците, затоа што 5 паметни луѓе може да донесат закон. Еден човек паметен може да донесе закон. Ајде да имаме некоја демократија, значи 27. Ќе се укинат патните трошоци, трошоците за кирија, ќе се укини сите оние давачки што се даваат за во комисии. Нема повеќе, ако сакате вие, јас сум од Битола, а и ако ја дај граѓанино довербата, сега сум носител во изборна единица 5, ако станам пратеник, јас во Скопје ќе си земам од платата под кирија стан. Како и сите што се. Ние нема да имаме патни трошоци, нема потреба ни автобус да му се плаќа. При казната автобус ќе се плаќа, ништо да не се плаќа. И се разбира, платата треба да се одреди, да биде фер, за луѓето да може да се облечат, сепак работат во собрание, не можеш таму да ги пуштиш по кошулчина, али не сме ни да биде премногу голема, значи и платите. Ако мислиме се големи, ќе ги намалиме. Но најважно е да се намали, значи ова што го кажав, од 120 пратеници на 27. Има во големи држави што немаат толку пратеници. Така да, драго ми е што поставив тоа прашање и други мерки ќе преземиме, значи да не зборуваме за возниот парк, да не зборуваме коли ќе имале, нема што да има пратени коли тамо да го возат 5 души, да троши. Значи и тоа се ќе се намали. И еден ден ние ќе направиме држава како овој народ заслужува. Благодарам. Благодариме за прашањата од нашиот следбеник на Facebook фан страната на Радио Пела, нашиот слушател. Прашањето кое што само се наметнува е, бидејќи барате корените промени на системот во Македонија, дали сметате дека има доволно енергија и храброст во вашата партија и секако гласачкото тело да може да се направат тие промени? Ние не да сметаме, ние веруваме и затоа ја формираме партијата со честни и хумани луѓе кои што имаат работно и животно искуство. Се разбира, во нашата партија имаме и млади, и повозрасни, и постари луѓе. Да, тоа ни е целта, имаме енергија и сите што сме во партијата, вака да кажам, луѓе кои што ја водат партијата во органите, имаме наредни 15 години да работиме за доброто на Македонија, минимум. Ние што сме повозрасни, ние не зборуваме дека ќе дојдеме и ќе менаџираме, се разбира, ако граѓаните ни дадат довербата за наредни по 15 години, значи верувам дека и граѓаните му е дојдено преку глава, просто народски кажано, ова вака повеќе не се живе. Ние имаме една порака до сите, доста е. Доста е на уништување на нашите животи, на сите тука нас. Доста е уништување на нашите градови.
Доста е не трујат со отровен воздух. Доста ни е од лажни дипломи. Доста ни е од криминалци, дали се политички или стопански. Доста ни е од луѓе што не знаат да направат кој што треба еден автопат. Гледате што ни се случува со автопатот за Битола, за Прилеп. Ние немаме слепо црево и Прилеп и Битола сме. Затоа што автопато не знам колку години се прави, па сега не се прави. Па гледате за Охрид, туристичко место, Охрид, Струга, се разбира тука Свети Наум. Тоа е бисеро на Македонија, бисеро на свето, каде што можеме да ја креираме невидена, значи невиден туризам. И јас тоа го викам, дај да направиме Охрид, туристичка светска дестинација со Струга и цело тоа крај брежје од Свети Наум до албанска граница. Ќе се запостат илјадници луѓе, ќе се дигни стандардот. Пак ќе кажувам, во 10 најразвиени држави во светот, многу луѓе ова не го знаат. Моја работа да кажам тоа што знам. Значи, најповеќе во приходите на Германија, пример Франција, Енглеска и други развиени држави, Италија, 20-30% пример влегува во буџето од туризмот. Значи, најголем приход, не од индустрија, пример за коли или електронска или технологија. Тоа сум се и јас чудел кога го прочитав, нормално човек кога нема, не знае, значи или нема прочитано. Значи ние Македонија ќе ја направиме, не, туку ние велиме. Ние мораме Македонија да ја направиме функционална држава, се разбира, мораме еднаш за секојаш да креираме држава каде што народот ќе има не само висок стандард, ќе има вработување и ќе нема политички криминални мотивирани вработувања и запостување по некој си политички систем или пријателство. Само квалитетот, искуството се разбира. Или за младите сега што завршуваат факултет или знаети, нив немате да му барате искуство, но ќе барате знаење. Значи, пак викам, квалитетот, знаењето ќе биде услов во иднина кој демократи ќе менеджира државата за вработување и само така можеме да одиме напред. Ние ги поценивме луѓето и ги држиме под модерно робство на владеачките партии 30 години. Ова не се издржува, доста е. Господине Огреновски, дали имате некоја визија како би им ставиле крај на она што се случува во Македонија последниве децении, а тоа е иселувањето? И вие сте живееле неколку децении надвор во Америка. Дали имате конкретни проекти во програмата на каков начин тоа би се стопирало, но од друга страна, секако дека имате ваши поддржувачи во диаспората, дали би ги вклучиле во реализација на вашите проекти доколку би влегле во парламентот, како поддржувачи на вашата партија Демократи? Ние имаме план и програма, имаме експерти во Македонија, имаме прекрасни луѓе кои што имаат светски квалитети, само се запоставени, турнати на страна, затоа што новија владеачки партии не му требаат такви луѓе. Не се овие владеачки партии во некоја немаат цел за да направат од Македонија држава, покрај тоа што не лажат секојдневно со сати се по телевизиите, благодарение на поголеми телевизиски куќи национални и други медиуми од Македонија, што веќе и за жал стане учесници во уништување на Македонија и ги поддржуваат овие владеачки партии со години да останат на власт и еве се гледаме за воиднина да продолжат да владеат со нас и да не уништуваат. Значи имаме план, а тоа е нашиот план, што кажав. Значи ние мора да имаме европска светска економија, високо развиена економија. Без економија, без нови вработувања, без градење на фирми, фабрики, производствени погони, без развој на туризмот, а имаме прекрасни места во Македонија, од езера, реки, од села, значи ние зборуваме селски туризам, не е тоа. Значи треба да се вложи огромна сума на капитал, пример, милиарда евра се вложува за туризма и се гради. Значи нема тука да се кради, како досе на место овие да градат Македонија, ја крадат. Пак ќе речам, чесни исклучоци, чесна одредени политичари кои што не може да функционираат во овие политички партии, затоа што се разбира што бараш тама. Тоа е најголема грешка кога, пак кажав на почетокот, кога некои луѓе се претендираат као познати нешто во нешто, влегуваат во овие партии владеачки и мислејќи дека ќе променат. Нема ништо да променат. И тие што се некои попознати, како спомнувам, значи што влегуваат овде и што се прават сега одат по
по Македонија и приказни кажуваат на народот дека тие се луѓе патриоти, херои кои што ќе напад промени, тие се чисти, тие се луѓе кои што влегуваат чисто за свој интерес. Знаат дека преку владеачките партии имаат подобра шанса да станат пратеници или преседатели, конкретниот случај што беше со преседателката, а од друга страна кажува приказни дека таа била независна. Значи тоа е нешто незамислива превара со својот народ и манипулација. Автоматски јас сум против тие луѓе. И тоа треба граѓаните, гласачите да го знаат. Дека не треба да гласат за некој затоа што имал некоја си поражна нешто чиста биографија. Штом си ти со овие владеачки партии кои што 29 години не уништуваат, ти си исти како нив најверојатно и целта ти е тотално друга, се криеш под нешто. Друга работа што е многу важна, значи нема економија, нема напредок. Не можеш да ги задржиш младите. Како ќе ги задржиме младите со 14.500? Сега ни кажува владачките партија, наводно бившиот премиер. За 4 години ќе имаме минимум плата од 20.000 денари со 40% зголемување. Пред тоа кажуваше нешто друго. Значи, види, да ви кажам. Прво 20.000, после 4 години ќе вредат како да има сега 60.000 денари. Кај на секој дневно, секоја година, секој 5 месеци се зголемуваат цените. Ние не можеме основните потреби да покриеме под струја, вода, се разбира режиски трошоци, храна. Зборувам секојаш за фамилија од 4-2 деца и маж и жена. Значи, зошто народот го лажи? И зар граѓаните ќе гласаат за таква партија, за таков човек, кој што вика после 4 години ќе достигнеме 20.000? И дека мајка ми е пензионерка со 35 години стаж и има 10.300 пензија. Во шала секојаш велам по еден денар да му се зголемуваше ќе имаше повеќе. Значи, само на тој начин можеме да ги задржиме млади. Мене ми е жал за младите. Ние треба да инвестираме огромна сума на пари. Значи во овие фабрики. Исто тука млади имаме генијалци кои што се во технологија, IT секторот, инкубатори. Треба да се инвестира во научници, треба да се инвестира во иноватори. Ние ништо тука немаме измислено скоро, а тие што имаат измислено, значи квалитетни иноватори, научници, или ќе мора својот патент да го продат во друга држава, или тотално тој патент застарува, го фаќа прашина, никој не го прати тој млад човек или повозрасен, бидејќи ние имаме секакви повозрасни луѓе научници. Досега делото го краси, значи човекот, мислам властите, во конкретниот случај, немаат ништо, даваат за глупости луѓе, значи даваат за нешто, вика, ќе даеме за кутивче што ќе потолку ќе важи да се стави крема. Еве сега даваме иновации, даваме за некој си светло во театар и така натаму. Тоа е ненормална работа. Нормално е, знаете, да за иновација, што е иновација, за да може да поможи на светот, на Македонија, за да може да се отвори фирма, фабрика, за да се гради, за да ги запослиме младите. Младите ако знаат дека имаат луѓе како демократи кои што ќе финансираат огромна сума на пари, зборувам за 100 милиони евра и повеќе во годината, само во иновации, само за научници и така натаму. Не зборувам и за образование и здравство, тоа се знае. Значи, сега се концентрирам на ова. Така ќе ги задржиме младите. Младите не заминуваат, некои млади може да имаат и пари, може да имаат работа. Ова атмосфера, ова уништување на Македонија, ова понижување, ова модерно родство кој што сме држени денес, ова окупација на нашите институции. Значи, знаете како се чувствувам, како овој народ се чувствува. Не си со нас, не си од нашата партија, ќе те бркаме кој ќе дојдеме, а сега знаете што? Сега нема да те запостиме, оти ти дојди кај нас, книшка земи, па гласај, па донеси 20-50 луѓе. Значи, ова е невидено злосторство спрема својот народ и невидено злосторство спрема Македонија. И ние затоа ќе ги задржиме младите, затоа што ќе инвестираме во младите. Затоа што и младите и повозрастните мора да ги цениш. Овие најдобрите стручњаци, млади, генијалци, заминуваат во странство и стануваат, вредат. Вака ги држи Google или некоја поголема компанија. Дали е Siemens, дали е јапонска, дали е австралиска. Ние си ги збркавме младите затоа што криминалци ги водат институциите. Честни исклучоци. Значи, преку глава му е и на народу и мене, со овие лаги и превари, со илјадници минути поминати на реклами да ти кажи дека фрижидерот ти е полн, дека животот ти е супер, дека изградиле 1500 километри патишта, а цела Битола, цел Прилеп гледам искаше, негде ако изградено нешто, некој кружен ток или пат.
Čez, izgraden do Tetovo автопато, čez do Štip, čez je do Kumanovo, čez je do Gevgelije, što teko na vremето se razbira. Тоа се и странски пари, и наши пари. Али тоа е толку малце за 30 години. Бе, луѓе, ние требаше денес да цветаме, да бидеме од првите 10 држави во светот, статистички, да имаме економија, да ние сме 1,5 милиона останати дали и толку. Младите се протерани. Светската банка кажува, јас тоа не го кажувам, немам податоци, не може да ги добие, се разбира, а нашите власти знаат. Има компјутери кои ќе поминиш таму на граници кога се враќаш. Ако некој не се врати година, 2-3, се знае дека тој е иселен. Тој не е отиден таму као за нешто. Значи, ние пак ќе кажам, сме за жал држава окупирана и како демократи заедно со граѓаните, заедно со народот може да ослободиме. Затоа секогаш ги повикувам, придружете се да креираме функционална држава. Доста е веќе од ова. Господине Огненовски, ние сме при крајот на нашиот разговор. На крајот би ве запрашала кои се вашите реални очекувања за влегување на партијата Демократи во парламентот на овие предвремени парламентарни избори и дали доколку би влегле во парламентот, евентуално би коалицирале со некоја од партиите, дали тоа се двете најголеми партии или пак од помалите доколку тие би влегле во новиот парламент. Ние пред се да кажам, не би рекол, ние сме млада партија, ние сме нова партија, ние сме мала партија, ние сме сериозна партија. Ние кажав во разговорот дека сакаме да градиме најмоćнен политички субјект партија во Македонија. Исклучиво со честни и хумани луѓе. Тие две карактеристики ако човек ги нема, нека не доаѓа во Демократи. Нека оди во другите партии слободно. После доаѓа се разбери стручност и све што е потребно. Значи лесно е ти за запосли стручњаци, ако не ги крадиш парите, ќе останат доста пари од буџетот. Нашите очекувања се народот да излезе и го повикуваме граѓаните, гласачите да излезат да гласат за Демократи, да си го заокружат бројот 2 и да го промениме еднаш за секогаш овој систем на црно-бел свет, уклучувајќи го туи и 50 и нешто политички партии кои што за жал досега се покажа не му мислат добро на Македонија и на граѓаните. Значи се друго е промршај, секој глас даен за другите партии и тука ги уклучувам и новите партии, затоа што како кажав на почеток, овие партии преседателите или луѓе што имаат во нивните органи, се тоа се повеќето бивши пратеници, градоначалници, бивши се луѓе кои што работеле, советници и можеле во последните 5, 10, 20 години, кога Македонија се уништуваше дали од една или друга од трета партија, да кажат доста е, вака ова не може. И да излезат јавно, а не да стигнеш да бидеш некој си пратеник, да бидеш советник 15-20 години на некого. Да не спомнувам сега имена, немам ни потреба, значи самите ќе си се препознат, а народот знае кои се тие. Па гледате се уфрлуваат партии, вакви по националност, такви партии. Морам да кажам ова, Демократи, ние сме против национални политички партии. Значи, независно од кој блок, ваков блок, таков блок. Партиите треба да припаѓат и да бидат на Македонија, на сите граѓани, да работат во интерес за сите граѓани. Ние вака со овие од 91 што се дозволи, тоа беше најголема грешка и затоа се делиме и пропаѓаме, и затоа се креира таа омраза. Креира, значи, поделба помеѓу народ, наши и ваши. Независно јас што сум, дали сум македонец или албанец или ром или турчин и се разбира србини и другите што нека ми извина што нема да ги спомнам, што да сум, треба да бидам човек квалитетен кој што ако дојде да стане пратеник или да иде на власт еден ден, да работи за доброто на сите граѓани, да работи за Македонија. Знаеме како се работи во развиените земји. Знаеме нивните политичари колку се честни во споредба со нашите. Значи, ние очекуваме граѓаните да ни дадат довербата, не правиме калкулации со бројки, затоа што ние не сме само за овие избори, ние сме и за следните, другата година, што ќе бидат локални, и за следните 100 години. Нормално јас нема да живеам 100 години, никој од нас тука нема, ама партија градиме кој што никогаш во коалиција нема да влези, ни сега, ни после, ни отпосле. Затоа што, реков на почетокот,
секој што ќе се приврзи до овие партии, што ќе гласа, учествува во понатамошното уништување на Македонија и на народот, а да не зборувам за своите деца, за своите внуци, за своите сограѓани. Да, млади се иселуваат, па се иселуваат. Кои се тие млади? Нашите. Јас или вашите, господине. Господине Огненовски, на крајот ви благодарам за разговорот. Се надевам дека ќе имаме мирни денови до изборите, секако и на денот на изборите 15 јули, и се надевам дека ќе ни бидете повторно гостин во нашето студио. Да напоменам дека вие сте носител на кандидатската листа за пратеници на изборната единица 5, инаку председател на партијата Демократи. Јас ви се заблагодарувам што ме поканивте. Благодарам до сите што не гледаат на Facebook, бидејќи ово оди на живо, и што не слушаат од вашето радио Пела. Голема благодарност. Кажав и на почетокот, ние како демократи тотално постоиме скоро година и 8 месеци, тотално сме блокирани од големите медиуми, повеќето да речем, од другите медиуми, затоа што владеачките партии знаат дека ние ќе си останеме достојни и дека се бориме против нив, еднаш да заминат секојаш од политичката сцена, а се бориме секојаш за доброто на овие граѓани, на народот на Македонија. Да живее Македонија, да живее граѓаните на Македонија. Благодарам уште еднаш. А ние продолжуваме со музика, секако потоа следуваат и останатите разговори во програмата. Како да поголеме општествена одговорност? Емисија на Радио Пела. Одговорност и одговори. За тебе знам, овој ветер те носи до мене. Радио Пела. Во ноќи без глас, во раце да ми заспиеш. Оставаш трак на моја кожа, твојот мирисе. Небо на нас, се што сакам имам до мене. Ова лето ќе се